ето мене Кристин и јас сум Петар. Кристијан, што е магија? Магија е кога некој човек може да направи нешто што е надприродно, нешто невозможно, но тие работи постојат само на цртаните филмови и на филмовите како Хари Потер. Во реалноста не постојат магии, во реалноста магионичарите што ги гледаме на телевизија всушност ги нарекуваме илузионисти, тоа се луѓе кои што прават илузии. А илузија е кога нешто гледаме, а тоа не е вистина. Има ли училиште за магија? Во Македонија нема училиште за магионичари, но децата може да научат трикови, купувајќи книга во која што се објаснуваат трикови или на интернет да научат некои едноставни трикчиња со кои што ќе може да ги забавуваат другарите. Во светот исто така нема официјално училиште за магионичари или илузионисти каде што децата би можеле да учат трикови, да добијат диплома како на училиште или факултет, но постојат курсеви, работилници каде што би можеле да научат едноставни трикчиња со кои што би можеле да ги забавуваат децата. Колку време треба да научиш еден трик? За да се научи еден трик, потребно е многу време, но постојат трикови кои што се наменети за деца, кои што се поедноставни, кои што може децата да ги научат за многу пократко време, како на пример некој едноставен трик може за еден ден да го совлада детето и да може веќе да го прави на своите другарчиња. Но постојат трикови кои што се многу тешки, за кои што треба месеци и месеци, дури години вежбање и усовршување. Има ли деца што знаат да прават трикови? Има деца магионичари, баш имам видено пред известно време дете магионичар на некој од талент шоуата на YouTube, каде што правеше трикови со својата асистентка, ја сечеше својата асистентка на пола, изведуваше баш спектакуларни големи илузии што ги прават возрастните магионичари, ги правеше детето и бев баш чуден, не виден како едно дете е толку успешно и може да изведе толку софистицирани трикови. Кристијан, може да нема? Дали може да исчезнам? Може да исчезнам на мојот магионичарски илузионистички настап. Сега овде во градинкава не можам да исчезнам. Ова беше Кристијан и јас сум Петар. Чао!